Скопје денеска одбележува и се поклонува на хероите кои пред точно 81 година го ослободија градот од фашистите во Втората светска војна. Подвигот на ослободување кој траеше неколку дена исполнети со силни битки и улични борби, со живот го платија 420 млади партизани, кои беа полни со елан, храброст и решителност дека Македонија мора да биде слободна. По ослободувањето тргна и засиленото градење и средување на Скопје. Сега, 8 децении од ослободувањето, се поставува прашањето: дали Скопје добро се доизградува или е окупирано на некој друг начин? Скопје денес секојдневно гледа дека е окупиран од разни политички поделби и кавги, од корупција, од институционален хаос, од нечистотија, од загадување, од сообраќаен метеж, од небезбедни улици, од несовесни граѓани. Скопјани и пред се надлежните локални власти сето ова треба да го премавнат за да може да се каже дека Скопје и сега е навистина слободно. Кому е потребно вклучено улично осветлување иако надвор е ден? Ова прашање се наметна и во општина Киселавода. Таму на неколку улици кои ги помина наш репортер беше видливо дека иако до стемнување имаше уште најмалку 1 час, сијалиците силно светеа и силно трошеа електрична енергија. Има вишок струја и пари во општината или одговорните направиле превид кога се стемнува. Може некому му се стемнува и прекуден. Сепак се чини дека е нужно само некој да го подеси или поправи тајмерот за вклучување и исклучување на уличното осветлување и нема да има апсурдни ситуации, а и вишок на трошоци во време кога треба да се штеди. Не секогаш е добро решение грешките да ги платат граѓаните преку високите сметки. Поднесена е кривична пријава за Блерин Беџети, поранешниот градоначалник на Сарај. Покрај за него Управата за финансиска полиција поднесе кривични пријави и за уште 7 навработени во општина Сарај и град Скопје. Кривичните пријави се поради сомнение за злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во службата и фалсификување или уништување на деловни книги. Пријавените лица, злоупотребувајќи својата службена положба и овластувања, како и несовесно вршејќи ги своите должности, овозможиле на фирма од село Глумово да се стекне со противправна имотна корист во износ од 108.638.840 денари, се вели во соопштението од финансиска полиција. Скопје ќе добие подземна сообраќајница. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски ја потпиша одлуката за јавна набавка за изградба на првата фаза од првата подземна сообраќајница во главниот град. Големиот проект ќе се реализира на потегот од подкомплексот Лимак до влезот на општина Киселавода. По завршувањето на правната постапка веднаш започнуваме со работа, истакна градоначалникот. Со изградбата на подземната сообраќајница Скопје ќе добие 6 ленти, 4 за двосмерен автомобилски сообраќај, 2 наменети за јавен превоз и дополнителни пешачки патеки. По појавата на глувци на скопските улици сега има нов проблем со нив. Се шетаат по таванот на тоалет во студентскиот дом Пелагонија во Скопје. Ова преку снимка објавена на социјалните мрежи го покажуваат самите студенти. Според тврдењата на студентите, проблемот бил веднаш пријавен кај службите во домот. Меѓутоа, наместо соодветна интервенција и дератизација, тие тврдат дека добиле само одговор: од глувци ли се плашите? По повторно поднесените жалби, според студентите, службите им дале отров, со објаснување дека самите треба да го постават во просториите каде што се движат глувците. Скопјанец е ограбен во автобус на ЈСП. Од МВР информираат дека добиле дојава од 43-годишник од Скопје дека му бил украден мобилен телефон. Дејствието се случило во автобус на ЈСП. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Инаку пред 3 дена скопјанка пријавила дека била ограбена од страна на женско лице на подрачјето на Газибаба. Како што наведува МВР, пред продажен објект на подрачјето на Газибаба, едно женско лице со употреба на физичка сила и одзело паричник со пари и лични документи. И за овој случај МВР презема мерки за расчистување на случајот. Во среда ќе започне 50-тото издание на Млад отворен театар. Тоа е фестивал кој 5 децении представува простор на современиот дух, уметничката слобода и автентичната театарска мисла. Ова издание на МОТ е посветено на македонските автори, режисери и актери кои творат надвор од границите на државата. Творци чии дела го носат духот на македонската култура на меѓународните сцени. Преку оваа посвета фестивалот слави гласови кои се храбри, автентични и непредвидливи.
Тие го спојуваат домашниот сензибилитет со глобалниот контекст, создавајќи театар кој зборува универзално, но ја дише нашата култура.